веруваме во тоа како народ, затоа што гледаме дека тоа е најисправниот начин и тоа без политички средства или какви било други наши подпори, туку така, дури ако повикувавме активно таа опозиција да застане со народот. Мене ми е многу жал, им се извинувам на сите, значи членови на опозицијската ВМРО ДПМН, кои што се совесни, кои што се заедно и со нас и со таа непокорност продолжуваат понатаму, значи да го освестуваат македонскиот народ дека ова што сега самите ни наведуваат да си го направиме, ќе биде за секогаш запечатување на нашата несувереност. Значи со самото тоа ние самите ќе си се починиме и никогаш повеќе нема да го имаме она што со крв е платено. И сите векови, милениуми, значи историјата наша е најбогата од сите на светот. Како можеме таа истата самите да си ја продадеме? Ако се тоа го направија 80 или во парламентот пратеници, што се 80 наспроти толку милиони ни целиот свет и оние што се веќе нели не се меѓу нас и оние неродените, зарем на 80 што вели помамници, неблагодарници и уште повеќе нели што оди тоа велепредавници, злосторници, геноцидни уништувачи на македонскиот народ, на својот народ, во држава нели во која што тие од народот добиваат власт и власт, што се тие? Зарем со 80 не можеме ние цел народ да се справиме? Зарем со 80 опозицијата има толкова мака да ги стави што се вели на вакво на срамниот зид или да ги изнесе, имаме ние каде и тука може да ги стави и да ги ожигоса. Значи на најдемократски, значи народен и суверен начин, како што тоа се прави секаде, каде што се бранат собствените интереси. Секоја држава, секоја власт си ги штити прво своите интереси. Ние само тоа го сакаме од секоја власт, на која што утре, кога ќе дојдат избори, ќе треба да ја дадеш глас и доверба, значи само тоа најосновно треба да го гарантира најпрво, за да можеме да бидеме спремни да ги прифатиме, значи тие услови. А друго е за програма или што ќе нуди и се разбира секако што е во целиот демократски свет. Значи, ова не сме да го заборави македонскиот народ. И опозицијата, значи се уште има време, има такви случаи кога нели биле во тек дури изборни кампањи и во последен момент опозицијата исто така може да повика на бойкот. Значи во оваа ненормална ситуација само бойкотот е нашата слобода. Тоа треба да го свати секој македонец, значи совесен државјанин. Не